Значи, почитувани гости, почитувани љубители на карикатурата. Велат дека преку карикатурата ги опишуваме сите недостатоци во едно општество. Неправилностите во секојдневното живење, смешни, згодни и незгодни ситуации. Значи, карикатурата представува силна и остра реакција преку која се испрача силна порака до целните групи за која е наменета. Од денес, па во наредните 10 дена, 40 дела на афирмирани карикатуристи од Европа ќе бидат изложени во фоајето на Спомен дом Аснон. Затоа изразувам посебна благодарност до директорот на Домот на култура Тошо Арсов од Виница, господин Јовица Илиев, и на госпожица Благица Стојановска, стручен соработник за визуелни уметности, архитектура и дизајн, кои ни овозможија ова изложба да дојде во Центарот за култура. Денес на отварањето на оваа изложба, повторно како гости и повикавме на нашите членови на ликовното студио Љубомир Белогаски да можат да ги погледнат овие прекрасни карикатури на еден од познатите европски автори и верувам дека од нивните дела можат да бидат и ваша инспирација во вашето работење и творење. Јас повеќе нема да ложам, ќе го повикам стручниот соработник за визуелни уметности од Виница да ви каже нешто повеќе за конкурсот, за фестивалот Виница Веритас и за самите автори. Благодарам. Почитувани гости, ве поздравувам од мое лично име, Благица Стојановска, стручен соработник за визуелни уметности при Дом на култура Тошо Арсов, Виница. Денес во овој изложбен салон поставивме вкупно 48 карикатури на тема на работ од Бездната 2020. Значи, овие карикатури се дел од фестивалот за хумор и сатира Виница Веритас, кој традиционално се одржува во нашиот град. Манифестацијата одавна фигурира на интернационалната мапа на фестивали за хумор и сатира, пред се поради учеството на врвни карикатуристи од цел свет, а годинава околу 270 од нив се пријавија на објавениот конкурс на тема на работ од Бездната. Од вкупно 545 карикатури, значи ние направивме селекција и беа наградени вкупно 3 карикатури, значи ги имате изложено. Првата награда му припадна на Дарко Дрлевич од Црна Гора, второто место на карикатуристот Илаја Кац од Израел, а третото место на Изабела Ковалска од Полска. Значи карикатурите ви се наредени. Мислам дека првата карикатура е прво наградена, поставената, додека второто и третото место ви е на овој ѕид. Значи, имавме вкупно околу 270 учесници на конкурсот за карикатура, буквално од целиот свет. Тоа беше од мене. Благодарам. Значи, уште малце, значи, за сите посетители кои што ќе сакаат да погледнат изложбата, ги информирам дека изложбата ќе биде отворена секој ден од 12 до 15 часот во наредните 10 дена. Изложбата ја прогласувам за отворена и ќе ве замолам да ги погледнете карикатурите. Ваше мислење за самите карикатури, мајки, кажи дека долго време сте дел од овој фестивал? Меморијата добро ме служи и знам се што ни е пристигнато овие години и мислам дека годинава фестивалот беше еден од најквалитетните фестивали. Зборувам за она што ни е стигнато како карикатура. Имам нескоро од сите делови на светот карикатури. Задоволен сум лично како автор кој преку 40 години е во хуморот, сатирата, па и карикатурата. Задоволен сум од она што е понудено како идеја, како решение на темата. Мислам дека вистинските карикатури ги добија наградите и навистина сум среќен што еве и во Делчево љубителите на уметноста, љубителите на карикатурата ќе ја видат оваа изложба. Посебно ми е драго што тука гледам деца кои слушнав дека се членови на ликовното студио при Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Драго ми е што и тие се тука, заинтересирани се и се надевам дека некој од нив ќе бидат и нов мајстор во областа на карикатурата и негови карикатури ќе гледаме не само во Делчево, туку и секаде во светот.